Да се поучиме од нашиот миротворец кој уште пред 11 столетија од срцето на Европа порачуваше нееднакво се слога. Тој и сега бара да се поучиме од настаните на нашата историја, од последиците заради неслогите и делбите, од и тие ни се најголемиот непријател. Вака денеска на чествувањето за светиот Кирил на неговиот гроб во Римската базилика беседеше архиепископот Стефан. Поттик за правилно да одговориме на некои прашања или кога ни треба закрила, да совладаме некоја пречка или опасност на кои наидуваме во животот, еве го најдоброто место, гробот на големиот светител. Овде можеме да размислуваме, да учиме и да се поучуваме за тоа како со себе си, како со другите, како со љубовта и како со мразата, како со временото и како со вечното. Државно-црковната делегација за 1140 години од смртта на сесловенскиот просветител Кирил годинава во Рим ја предводеа председателот Иванов и архиепископот Стефан. Чествување за просветителот имаше во Македонија, а положување на цвеќе имаше и на споменикот на платото во универзитетскиот комплекс Свети Кирил и Методи. Во македонските храмови се палеа свеќи. Свечената академија во чест на сесловенските просветители, браќата Кирил и Методи и 60 години од државниот универзитет кој го носи нивното име, се одржа синоќа во Скопје. Да се помолиме пред мошти на духовниот великан од нашиот род, кој по базиликата Сан Клементе во Рим. Свети Кирил беше и останува наша најголема гордост пред другите и наша најсилна духовна тврдина пред оние кои го негираат нашето име, идентитетот, јазикот, културата, историјата и се што е наше македонско. Со моливенот на гробот Свети Кирил денеска завршува 4-дневната посета на Рим на државната делегација, предводена од царот Георгиј Иванов. Заедно со него денеска е и министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, кој утре има средба со екс-еврокомесарот и сегашен министер за надворешни работи на Италија Франко Фратини. Средбата ќе се одржи овде во Рим во попладневните часови, а главна тема на разговор ќе биде визната либерализација за Република Македонија. Од Рим Ивона Талевска, Сител телевизија. Свети Кирил останува најсилна тврдина пред оние кои го негираат нашето име, идентитет, јазик, култура и историја. Молебен на поглаварот на Македонската православна црква на гробот на просветителот по базиликата Сан Клементе во Рим. Архиепископот Охридски и македонски Свети Кириловиот гроб го представи како незаменливо место за духовна обнова и подкрепа. Секогаш кога треба помош да се одговори на некои прашања, кога треба закрила од некоја опасност. Овде покрај Свети Кирил се подсетуваме на тоа колку треба да ги живееме и почитуваме верата и црквата, колку да ги чуваме јазикот и писмото, колку да ги вреднуваме просветата и културата. Тука се уверуваме и на тоа колку сегашноста и иднината не можат без минатото. Возлюбени празниколюбци, Свети Кирил беше и останува наша најголема гордост пред другите и наша најсилна духовна тврдина пред оние кои го негираат нашето име, идентитетот, јазикот, културата, историјата и се што е наше македонско. Иако гробот му е далеко од родната земја, тој е близко до се што е наше. Благословине, имајне под своја риза, да бидеме народ и земја достојни на твоето дело, го заврши молебенот поглаварот на МПЦ. Молитвата во базиликата ја слушна многумина. Сан Клементе беше препон со народ. Покрај официјалната државна црковна делегација на молебенот присуствува и средношколци од нашата земја, на кои Рим денеска им беше дестинација. По 42 пат молебен на гробот на Свети Кирил. Македонската делегација, предводена од председателот Георгиј Иванов, денеска ја завршува 4-дневната посета на вечниот град. За вестите на Канал 5 од Рим, Стојан Трчевски.